Оваа недела е недела на подигнување на свеста на значењето на тироидната жлезда, а денес токму на оваа тема заедно со мене магистер по диететика и фармација Драгана Младеновска, која што ете од еден малку поинаков аспект, можеби не толку за заболувањето штитна жлезда, туку како да превенираме, како да лекуваме доколку настане, затоа што буквално Драгана и покрај тоа што е млада, таа е голем експерт кога станува збор за диететика, искрена која што може да ни помогне во решавањето на проблемите. Драгана, се почесто слушам дека некоја жена има проблем со тироидна жлезда и мислам дека оваа недела е вистински момент да им се обратиме на гледачите по повод оваа тема. Да, точно така. Особено би спомнала дека оваа година неделата на тироидни заболувања е посветена, многу е почесто оваа состојба кај жените, како што кажавте, и оваа година е посветена токму на мајките со тироидни заболувања и на нивните бебиња. Многу често оваа состојба знае да се јави во бременоста, да остане недиагностицирана, да се јават проблеми во бременоста или да се јави после породувањето, и затоа е многу значајно, значи, превентивата и она што сега во моментот се прави. Оваа недела е всушност наменета за да се подигне свеста дека треба да се прават почесто контроли и без да чувствуваме одредени симптоми некогаш, треба да правиме контроли за да сме сигурни дека нема никакви пореметувања кај нас. Драгана, функционирањето на оваа жлезда е особено важно за целиот организам, па и на самиот почеток. Како можеме и самите да почувствуваме дека нешто не е во ред, кои се првите симптоми кои што се јавуваат и како понатаму се продлабочуваат за, нели, доколку постои нешто такво во организмот, да се јавиме и на лекар. Да, значи тироидната жлезда е една од најзначајните можеби жлезди со ендокрина функција во нашето тело. Таа е одговорна, најпростата дефиниција која што би ја кажале за неа е дека е одговорна за целокупниот психофизички развој и за зрењето и диференцијацијата, буквално и метаболизмот на секоја клетка. Па тоа би значило дека пореметувањето, односно нарушувањето на функцијата на тироидната жлезда би ги афектирала сите клетки, би го афектирала целокупното наше функционирање и физиологијата на телото. Многу често еден од најголемите проблеми е тоа што бидејќи делува на многу органски системи, симптомите се неспецифични и се мешаат со други заболувања. Но многу почеста состојба во светот е состојба во која што имаме намалено ниво на тироидни хормони и најчесто кај намаленото ниво на тироидни хормони се јавува забавена срцева работа, намален енергетски метаболизам. Буквално телото се забавува како неколку нивоа подоле. Имаме намалено движење на цревата, намалена перисталтика и можеби тоа се скачувањето на килограмите, можеби тоа е еден од алармите кој што најмногу може да алудира дека има одредени нарушувања, но сепак како што кажав и претходно, без разлика дали симптомите се силни или се послаби, доколку некоја жена или било кој, пошто може да се јави кај мажи, почувствува некакви симптоми кои што се сомнева дека можеби има нарушување, треба да направат испитување на тироидните хормони и исто така испитување на антителата, доколку затоа што може да се случи тироидните хормони да бидат во нормала и ТСХ хормонот да биде во нормала и тироидните хормони, а да се јават антитела, и тоа обично се случува во почетокот. Ќе се јави пореметување и на тироидните хормони како што ќе тече болеста, но треба да се прави целокупно испитување на целокупна евалуација на тироидната функција. Сакам да прашам нешто со оглед на тоа дека нели незината функција во организмот може да биде забавена или може да биде забрзана. Да. Дали истите симптоми во телото се јавуваат доколку таа работи забрзано или забавено, или сепак постои тука разлика, нели? Дали ќе се чувствуваме потромо, да речем изнемоштено, дали во двата случаи е иста состојбата на телото? Не е иста, значи како што кажав претходно, исто така, значи најчеста состојба е како што рековме хипотироидизмот и хипертироидизмот. Хипотироидизмот е намалена функција на тироидната жлезда, а хипертироидизмот е зголемена. И сега и тие две состојби може да бидат поделени на подсостојби. Имаме примарно, секундарно и терцијарно нарушување, истото и кај хипертироидизмот. Сега за да се разбере овој целиот процес, малку само кратко би сакала да објаснам како се лачат тироидните хормони во телото. Значи лачењето и контролата, односно нивото на тироидни хормони во крвта е процес кој што се одржува со негативна повратна врска, а тоа е чисто да го разберат гледачите како настанува тоа. Значи кога нивото на тироидни хормони во телото во крвта ќе се намали, тоа е детектирано од страна на мозокот. Значи во хипоталамусот, тоа е дел од мозокот, има рецепторни клетки кои што детектираат дека нивото на тироидни хормони е намалено. Хипоталамусот тогаш ослободува тиреотропин релизинг хормон кој што
што ја стимулира хипофизата. Тоа е друг дел од мозокот кој што лачи хормон кој што ја стимулира тироидната жлезда. Тоа е тој хормон ТСХ кој што се испитува и кој што најчесто се качува. ТСХ хормонот ја стимулира тироидната жлезда да лачи тироидни хормони. Најчеста состојба највеќе се јавува во светот хипотироидизмот, намалена функција на тироидната жлезда, односно примарен хипотироидизам кај кој што имаме намалено ниво на тироидни хормони, а зголемено ниво на ТСХ. Секундарниот и терцијарниот хипертироидизам се состојби кои што потекнуваат од мозокот, значи нарушувањето се на ниво на мозок. Намаленото ниво на тироидни хормони во крвта не е детектирано од мозокот и е нарушена всушност таа негативна повратна врска која што се случува. Истото тоа само во спротивна сосема конотација би било и за хипертироидизмот. И сега кога се двете состојби кога ги гледаме, симптомите се сосема различни и сосема спротивни. Затоа што кај намалена функција имаме целосно забавен организам, значи буквално нетолерантност на, значи ладно име на луѓето кои што имаат намалена функција, кожата им е сува, значи имаат намалено празнење на цревата, констипација, па кај некој може да се јави обстипација, односно целосно се неможност да ги празнат цревата, може да се јави забавена срцева работа, тоа е брадикардија, зголемување на телесната тежина затоа што се јавува депонирање на масно ткиво, затоа што буквално целиот енергетски метаболизам е забавен, а кога имаме хиперсостојба, сето тоа е спротивно, значи може да се јават забрзана перисталтика, значи дури може да се јават одредени форми на проливи, понатаму забрзана срцева работа, немир чувствува индивидуата, дури како стрес чувствува затоа што е во една хиперметаболна состојба. Исто така може да се јави забрзано слабење и покрај тоа што нели индивидуата јаде нормално, има нормален апетит. И многу карактеристична состојба кај хипертироидизмот е што луѓето кои што имаат хипертироидизмот, тоа се вика базедова болест, да доаѓа до испакнување на очните јаболка и така всушност најчесто се детектирани. И друго што можеби веќе и прилично доцна. Е сега и друго што би спомнала е дека најчесто луѓето кои што се во хипертироидна состојба после одреден период од животот преминуваат во хипофункција, затоа што третманот на хипертироидизам е со радиоактивен јод и пациентите од 50 до 80% од пациентите кои што се третирани со радиоактивен јод после 3 до 6 месеци тие ќе нормализираат функцијата на тироидната жлезда, но се јавува забавување, односно се намалува концентрацијата на тироидни хормони, па тие повторно доживотно преминуваат во хипофункција и повторно доживотно мораат да примаат надворешно екзогено тироидни хормони. И сега кога сме кај храната, значи како влијае исхраната како фактор тоа што го внесуваме, затоа што нели се оди всушност и преку тироидната жлезда? Значи храната не можеме да кажеме дека е лек и дека може да помогне во кога е ова заболување во прашање, затоа што станува збор за хормонско нарушување и нарушување на ниво на хормони. Но храната може многу да помогне во намалување на симптомите и во подобрување на квалитетот на живот, секако во комбинација со медикаментозна терапија. Значи најчесто луѓето кои што имаат нарушување се веќе ставени на терапија и мораат да ја земаат таа терапија, значи тука не можеме да експериментираме дека народните лекови ќе ни помогнат кога немаме хормон во телото, немаме начин како тоа да го зголемиме со храната ако е навистина нарушена функцијата и ако клетките на тироидната жлезда не се способни да синтетизираат хормони, но храната може да помогне, особено значи треба да бидат внимателни пациентите кои што имаат нарушувања да не внесуваат храна која што дополнително може да ги влоши инфламаторните процеси во телото, а тоа е процесираната, брзата храна, рафинираните шеќери, белото брашно, затоа што сите тие намирници ги зголемуваат инфламацијата, а луѓето кои што имаат хипотироидизам или Хашимотов тироидитис, тие веќе имаат автоимуна болест, тие веќе имаат инфламација и нивното тело е во инфламација и она што може да направат е да внесуваат храна која што ќе биде посвежа, која што ќе биде богата со антиоксиданси за да можат да ја стимулираат нели повеќе работата, да го подобрат целокупното функционирање на телото и на тој начин да си помогнат. Вика, значи споминавме, тоа е моето следно прашање, која храна помага полесно да работи? Антиоксиданси, што би требало многу да се внесува, што е она што помага? Да, значи повеќе овошје и зеленчук, тоа да биде фокус, секако треба да се внесуваат и квалитетни протеини, затоа што аминокиселините се неопходни за синтеза на тироидните хормони, да се внесува целозрнеста храна, мешунки, јатки, семиња и како што кажав да се исклучи процесираната храна. Тоа е најбитно. Добро, сега во однос на солта. Мислам дека е многу важно прашање и дали има разлика каква сол внесуваме во телото и она што нели на пазарот кога ќе влеземе во маркет ние имаме толку многу засолувачи. Кажете ми дали се по што се разликуваат тие засолувачи? Обичната сол, готварската сол, хималајската сол,
Значи, премногу сол има. Да, Многу значи- различни видови на сол и стварно човек, купувачот, конзументот е многу збунет кога ќе го види на рафтот сето тоа. Да, искрено сето тоа е повеќе би рекла маркетиншки трик на некој начин, затоа што солта како сол без разлика каква е, таа во себе не содржи јод. Содржи многу мала количина. Хималајската сол ги содржи сите елементи во трагови, содржи некаде околу 84 за разлика од морската која што околу 72 некаде елементи содржи, ми останала некоја бројка. Но солта како таква, значи во нативна форма не содржи јод и солта се јодира. Јодирањето на солта е задолжително со закон и тоа е регулирано со закон. Значи секоја сол која што ја гледаме на пазарот, без разлика нели колку, можеби да, хималајската сол има малце повеќе елементи во трагови, но кога е во прашање јодот и работата на тироидната жлезда, не можеме да сгрешиме со ни една сол затоа што концентрацијата на јод во секоја сол е иста. Јодирањето се прави со 30 мг на 1 кг, 30 мг калиум јодид на 1 кг натриум хлорид сол и тоа е тоа и секоја сол содржи иста концентрација на јод без разлика нели да не се каква да се избере. залажуваме, дека купуваме никаква. Да, но она што би го потенцирала е дека треба да се внимава како се готви и како се чува солта. За да се задржи јодот да не испари, треба да се чува во темен сад. Значи солникот во кој што ја чуваат солта да биде во потемен сад, на тој начин да се заштити испарувањето и кога се готви храната, солто да се додава на крај на термичката обработка за да се намали нели испарувањето и намалувањето на концентрацијата на јод во самата јодирана сол. Ова не сум го знаела. Значи Да. било што да подготвуваме како Да се јадење, соли на крај. Се соли на крај. Браво, Драгана, мислам дека и на нашите домакинки ова ќе им Да. биде добар совет. Велат дека многу важен за тироидната железда, се извинувам, е магнезиумот. Значи, каде, во која храна се наоѓа? Ние сега со пандемијата, речиси нема кој не употребуваше магнезиум, беше и во оние лекови кои што сите задолжително ги купивме, поточно додатоци во исхраната. Меѓутоа, ете, во која храна е најзастапен магнезиумот и каква улога има тој во тироидната железда? Значи магнезиумот е многу значаен, значи тој е значаен исто како и тироидните хормони, е еден од позначајните за правилно функционирање на телото, учествува во преку 300 ензимски процеси во нашето тело, а улогата кога е тироидната функција во прашање е тоа што тој учествува во активација на неактивните тироидни хормони во активна форма. Значаен е многу, кога е храната во прашање го има во целозрнестата храна, во житариците од целозрно, во семките, во мешунките, исто така од овошје и зеленчук го има во банани, во авокадо, во зелен лиснат зеленчук, спанак, плитва и слично. Магнезиумот е многу значаен, но би спомнала тука затоа што знам дека ќе ги интересира тоа гледачите, магнезиумот стапува во интеракција со лековите кои што се пијат со, значи луѓето кои што се во хипофункција пијат левотироксин, тоа е лек кој што го хормон заменска терапија, всушност го внесуваат хормонот. Мора да внимаваат ако внесуваат суплементи и ако внесуваат храна која што содржи магнезиум да биде минимум 4 часа после терапијата, затоа што магнезиумот заедно тука би го спомнала и калциумот и железото можат да влијаат да намалат апсорпцијата и на самиот хормон кој што го внесуваат, а со тоа ќе се намали нели концентрацијата која што ја имаат во крвта. Значи има врска и кога ги конзумираме овие додатоци во исхраната. Тоа зборувам кога за луѓе кои што се на терапија. Така. Добро. Прво ќе ни кажете и за тоа. До сега зборувавме нели за одредени работи околу разликите меѓу забавена, забрзана функција. Кажете ни која храна ја забавува? Вие спомнавте, ама еве уште еднаш кога веќе велиме процесирана храна која што ја забавува функцијата на тироидната жлезда, кај се најчестите грешки кои што ги правиме во исхраната? Еве исто таа процесирана храна. Најчестите грешки се што купуваме готова храна. Значи јас викам се што е спакувано, најдобро е да си подготвуваме колку е можно дома храна, затоа што така сме свесни што ставаме и храната да не се пржи и да се избегнат и да се исклучи, значи многу е просто и едноставно да се исклучи белиот шеќер и белото брашно од исхраната и да се исклучи се она што го купуваме и тоа веќе сме на патот кон здравата исхрана ако тоа го применуваме. Исто така кога сме кај храна која што не е дозволена, постојат нели и се зборува дека луѓето кои што имаат нарушување на тироидната жлезда не треба да јадат зеленчук од фамилијата на зелки, брокула, понатаму зелка, прокелј, карфиол и слично. Тоа е затоа што овие зеленчуци во себе содржат едни супстанции кои што се викаат глукозинолати, кои што го инхибираат јодниот
јодниот транспорт, односно инкорпорирањето на јодот во тироидните хормони на ниво на тироидна жлезда, но за да се случи тоа треба навистина многу голема концентрација, треба секој ден по 3 пати на ден да јадеме од тоа за да се случи тоа, така што луѓето кои што имаат нарушување на тироидната жлезда не треба да се секираат за тој момент, значи можат да го јадат и тоа, но во поумерени количини и не да биде толку често. И друга работа е што термичката обработка на ваквите намирници, односно со варење или со обработка било каква, се намалува концентрацијата на овие супстанции и на тој начин се намалува нивниот негативен ефект кој што го имаат врз тироидната жлезда. Значи, не треба да isfрламе буквално ништо од исхраната, особено ништо што е здраво, затоа што пред се станува збор за зеленчуци. Да, и лиснатиот зеленчук многу често и се препорачува, ако не се лажам. Да, во лиснатиот зеленчук нема такви супстанции, затоа тој секако дека е добар. Добро, значи брокулата, проке од онаа храна која што од прибаја на зелки, да. Така. Ќе ни кажете еве сега за витамините, за додатоците на крај, кои ги препорачувате во исхраната и меѓу другото, без разлика дали имаме проблеми со тироидната жлезда, дали немаме, некако голем дел од населението, сега и со пандемијата, јас мислам ако некој никогаш во животот да кажам не е внесол B12, сега и B12 внесуваше, значи буквално сите можни додатоци во исхраната. Колку е оправдано тоа вештачко внесување, па не вештачко, или сепак се тоа нели одобрени препарати, одобрени производи, меѓутоа сепак не е нешто што го конзумираме преку храната, не е храна, сепак е додаток. Да, значи секогаш во сите мои излагања спомнувам и сакам да го потенцирам тоа дека апсорбцијата на витамините од храната и апсорбцијата на витамините од додатоци е многу различна. Во храната витамините се наоѓаат во еден сложен матрикс кој што овозможува на некој начин 100% искористливост, а од витамините е сосема друга приказна. Тука имаме друга формулација и можеби ние внесуваме, не знам, 300 милиграми од нешто, но многу мал дел од тоа ќе се искористи. Биорасположливоста од додатоците е многу помала. Навистина се претера со суплементите, особено значи треба да внимаваат луѓето кои што веќе пијат одредена терапија, како што спомнав претходно. Можеби некој кој што има нарушување на тироидната жлезда и пие терапија не е свесен дека препарати со железо, со магнезиум, со калциум ќе му сметаат и ги пие, а на тој начин си ја нарушува, нели, нема да може да апсорбцијата на тироидните хормони кои што ги внесува екзогено. Секој конзумирање на препарати треба да биде во консултација, без разлика дали се витамини, треба да биде во консултација со доктор или со фармацевт, затоа што и покрај тоа што се витамини во прашање постои ризик од нарушување, постои ризик од несакани ефекти, постои ризик од предозирање кој што може да има многу несакани ефекти врз целокупното функционирање, дури понекогаш тие ефекти може да бидат и реверзибилни, односно да направат трајни оштетување во телото. Така, тие метаболички процеси најпрво функционираат, значи кога внесуваме здрава храна, затоа што тоа е всушност тоа. Треба да се трудиме да се храниме максимално балансирано, не дека сум против суплементите, но треба да се користат навистина рационално и оправдано, а не само за секој случај, затоа што од витамин С не можеме да се предозираме, тој се исфрлува преку урината, но со тие 2000-3000 милиграми на ден кои што се препорачуваа на почетокот на пандемијата, мислам дека веќе тоа се надмина. Замислете, ние имаме 180 милиграми потреба. Замислете 3 грама витамин С колку е тоа многу. Бубрезите ги оптеретуваме, значи тие страдаат. Можат да се јават камења во бубрези, да се поремети нивната функција, а бубрезите се најважни органи во нашето тело. Јас многу ви благодарам за гостувањето, Драгана. Ако сакате еве на крај на порака со оглед на тоа дека најдобро ги знаете, работите и сето тоа, значи да еве му кажеме на гледачите колку е важна пред се и тироидната жлезда и метаболичките процеси во организмот за правилно да функционираме. Сепак сме една комплексна природа. Така е, значи прво ви се заблагодарувам што ме поканивте. Многу сум среќна што бев дел од одбележување на оваа недела. Целта е навистина превенција. Секој ако се сомнева дека можеби има нешто, да не чека, туку веднаш да си направат испитување и секако секој од нас треба да се труди максимално во ова, како да кажам, време во кое што сме бомбардирани и со информации и со негативни влијанија од средината, ако не друго, барем да бидеме свесни со храната и со она што го внесуваме во телото, и кога знаеме дека одредена храна е штетна, да не си нанесуваме свесно штета на телото, туку тоа што знаеме дека не треба да не го внесуваме. Ви благодарам за гостувањето.